Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министре, колешке Георгиева, кога зборуваме на одредена политичка тема, особено кога зборуваме за трошење на парите на граѓаните и за буџетот на граѓаните на Република Македонија, кои што фактички го финансираат граѓаните на Република Македонија, треба да се погледнеме во огледало и да видиме каде сме ние тука. Значи, пратениците на СДСМ да зборуваат за неодговорно трошење на парите од буџетот на Република Македонија, во крајна линија е потценување на интелигенцијата на истите тие граѓани. Зошто? Затоа што 28 месеци приближно сте пратеник или сте пратеници во Собранието на Република Македонија. Од тие 28 месеци, околу 20 месеци не сте присутни во Собранието, немате сработено ништо, а земавте плата од буџетот на Република Македонија, односно од граѓаните на Република Македонија. Навистина, крајно неодговорно и потценувачки кон интелигенцијата на собствените граѓани. Но да тргнеме кон одредени тези кои што ги поставивте од оваа говорница. Велите, проектиравте развоен буџет од 4%, иако ние сугериравме како опозиција. Вие дека тоа се нереални бројки. Да, точно, вие сугериравте дека се нереални бројки, ама не бевте до крај искрени кон граѓаните на Република Македонија, па не кажавте она што го мислевте и што го планиравте. Дека не планиравте, иако подпишавте, дека на 24 април ќе избегате од избори, дека на 5 јуни пак ќе избегате во избори и Република Македонија оваа 2016 година ќе ја држите во една латентна изборна година. Епа во изборна година, кога три пати опозицијата бара, а бега од избори, јас не знам која е таа влада и кој е тоа министерство, кое што проектираното и би го остварило. Зборувате дека оваа влада ги осиромашила граѓаните на Република Македонија. Значи, просечната плата од 2005 година од 7684 денари е подобра за граѓаните од онаа во 2015-16 година од 13108 денари. Или беше за просечната пензија, се извинувам. Или просечната плата од 2005 година од 12597 денари е поголема и подобра за граѓаните од онаа во 2016 година од 22356 денари. Зборувате дека со Скопје 2014 Македонија нема развој, економијата нема развој и така натаму, алудирајќи дека со патна инфраструктура и со капитални инвестиции доаѓа развојот и така натаму. Во ред, и ние како опозиција се слагаме со таа констатација, но да ги видиме фактите. Кој што направи за таа патна инфраструктура? Дали СДСМ кога практицираше власт или ВМРО ДПМН? Па да видиме, еве, вие доаѓате од Радовиш, ќе тргнеме од Скопје до Радовиш, по кои патишти, по која инфраструктура ќе дојдеме. Од Скопје до Велес е темелно реконструиран автопатот, од Велес до Штип, односно до Кадрифаково. Имате нов експресен пат, од Кадрифаково до Штип. Во голема градба е новиот автопат, од Штип до Радовиш. Во крајна фаза се подготовките за нов експресен пат. Па ве молам, кажете, која е таа влада која што ви овозможи на вас и на бизнисмените од Радовиш да удобно патуваат од Скопје до Радовиш и од Радовиш до Скопје?